Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Северна Македонија. Темата на денешната пресконференција – неопходни интервенции за облажување на ударот од растот на цените на суровините во прехранбениот сектор. За таа цел на денешната пресконференција ќе говори колегата Васко Ристовски. Повеле, Васко. Благодарам, Даниела. Со цел прибирање релевантни информации и согледување на состојбите во секторот, а во светло на секојдневните поскапувања на репроматеријалите, енергенските и останатите суровини, Сдруженијето за земјоделство и прехранбена индустрија неодамна одржа работна средба во комората. Крајна цел на состанокот беше да се добијат сознанија за тоа колку се зголемени трошоците и да се разгледаат можните предлози до владата на Република Северна Македонија со цел поддршка на овој сектор, а индиректно со тоа да се заштити животниот стандард на потрошувачите. Општ предошток е дека агросекторот изминатите децении е во втор план. Субвенциите растат, но потребно е да се измени методологијата на нивното давање. Наместо по површина, истите треба да се даваат по класи, односно квалитет и предадено на домашниот купувач, сметаат компаниите. Спротивно, многу лесно ќе дојдеме наскоро во ситуација да останеме без домашно производство и целосно да зависиме од увоз на храна, стекнуваат компаниите. Во текот на здравствено-економската криза, работата на земјоделскиот сектор беше само забавена поради новите правила на ограничено движење како одговор на пандемијата. Најголем предизвик во овој период со кој се соочуваше земјоделско-прехранбениот сектор се однесува на организација и логистика на увозот и извозот на своите производи, како и организација на тековните земјоделски производни процеси. Околу 50% од компаниите се соочија со откажување или пак одлагање на склучените нарачки, што покажа големо влијание на COVID-19 кризата врз предпријатијата. Загубите во овој сектор во 2020 година беа проценети на околу 22 до 40% и за таа сметка секторот во 2020 година очекуваше намалена профитабилност за околу 40 до 60%. Клучните прехранбени производи, како што се житарките и маслодajните семиња, драстично поскапеа, така што нивните цени во Република Северна Македонија во моментот се повисоки за 20 до 100% отколку пред една година. Со оглед на тоа дека житарките и маслата се составен дел на многу прехранбени производи, се ставува дека скокот на нивните цени ќе предизвика бројни зголемувања на цените на храната во продавниците, што би го загрозило животниот стандард на граѓаните. Например, пченицата во жетва 2020 година чинеше 10 денари по килограм. Во истиот период 2021 година пченицата чини 12 денари по килограм. Односно бележи зголемување за 20%. Јачменот лани се откупуваше за 8,5 денари по килограм, додека годинава е зголемена за 23,5%. Цената на јачменот истата изнесува 10,5 денари по килограм. И кепченката има забележливо зголемување на цената. Истата лани се купуваше за 9 денари по килограм, додека оваа година компаниите ја купуваат за 13 денари по килограм. Сојата во 2020 се купуваше за 340 до 380 евра по тон, додека истата почетокот на годинава се купува за 500 евра по тон. Како држава сме зависни од увоз, според потребите и тоа околу 120.000 тони пченица поради квантитативен и квалитативен кусок, како и кепченката од околу 70.000 тони. Во исто време цената на превозот се зголеми за 20%, додека електричната енергија за правни лица кои купуваат на слободниот пазар, истата се зголеми за дури 100%. Меѓутоа, треба да се каже дека другите прехранбени производи не станаа значително поскапи во овој период, бидејќи често пати потребни се неколку месеци за малопродажбата на мало да заврши и да се стават нови цени, поскапи пратки на храна добиени од производителите на полиците на продавниците. Сточарскиот сектор беше првиот што беше погоден од зголемувањето на цената, порачувајќи на јавноста, но и на властите, дека нема да можат да преживеат доколку цените на добиточната храна продолжат да дивеат. Брашното, например, поскапе за 20% за 12 месеци. Во исто време цената на увезеното брашно од соседството од 212 евра по тон во 2020 година се зголеми на 280 евра по тон или 68 евра по тон увезено брашно. Истовремено, многу од производителите на млеко забележуваат дека цената на килограм добиточна храна се приближува до цената на литар млеко, што, да биде уште полошо, се намалува во последните месеци, создавајќи се поголеми загуби за нив. Од една страна, растот на цените на овие производи е под влијание на зголемената побарувачка на некои земји, особено на Кина.
Од друга страна, имаше прекини во снабдувањето. Поради сушата и другите природни катастрофи, приносите се намалени во земјите кои се голем извозник на храна, како што се Бразил, Аргентина, САД, Украина и Русија. Додека домашните малопродажни синџери кај нас се уште молчат и тивко покачуваат некои цени, супермаркетите во останатите земји и во Европската унија, но и пошироко, кој што се САД, Велика Британија, отворено најавуваат дека цените за храната ќе растат на есен. И ние како стручна служба практично ги следиме цело време случувањата и во регионот, и во Европската унија, но и во светот пошироко. Овој процес веќе е започнат со најава дека тоа покачување во наредните неколку месеци до нова година секаде ќе биде завршено. Иако во 2006 година беа вратени субвенциите кои од 20 милиони евра во 2007 достигна до преку 160 милиони евра во 2021 година, а ке значаен број суровини за прехранбената индустрија се намали или пак се укина царинската стапка, сепак производните резултати во земјоделскиот сектор не забележаа некој подинамичен раст. Ако се погледне бројките, каде што се представени физичкиот обем, стапката на физички обем на производство земјоделско и индустријско, и како основа се земе 2005 година, практично во земјоделското производство во сите овие години бележи намалување, додека во споредба со него индустријското производство бележи благ раст. Што се однесува до некои основни податоци ќе ви дадам за земјоделието, искористеност на земјоделски површини, какви се бројките, производството, состојбите во производството и така натаму, за да добиеме една слика. Во структурата на земјоделското производство 40,7% е обработливото земјоделско земјиште и истото бележи намалување од 8% во однос на 2005 година. Наведената тенденција на намалување и на обработливо земјоделско земјиште е присутна уште од 2001 година и таа не ја смени својата насока и покрај позитивните системски мерки на економската политика во изминатиот период. Тенденција на намалување има и кај ораниците и кај бавчите од 7,4%, кај лозијата 11,5%, а пораст од 22% имаме само кај овошните градини. Што се однесува до производството, во полјоделството согласно движењата во засејаните површини, производството на пченица се сведе на околу 240.000 хектари, што е за 23% намалување од истото во 2006 година. Пченката со 145.000 хектари бележи намалување од 1,5%, сончогледот бележи блага тенденција од околу 6,5% по неговото скорешно исчезнување, ако се земе во предвид дека во 1991 година се произведува 38,6 тони кај нас сончок. Тутунот е една од културите која задржа стабилно ниво со одредени осцилации зависно од неговата конјунктура на светскиот пазар и согласно која во 2020 година достигна до 26.500 тони. Тоа е некој ниво како и 2006 година. Во градинарството имаме благ пат на физичкиот обем на производство, кој забележа скоро ке сите култури, освен ке пиперката и компирот, каде што е забележано незначително зголемување во однос на претходниот период. Пат имаме и ке добиточниот фонд. Бројот на говеда во 2020 година забележа некој благ раст од 5,7%. Бројот на опција наменен за 2%, на живина за 18%. Само имаме драстично зголемување, значи подобрена е состојбата во свињарството и пораст од 18%. Производството на кравје млеко до 2005 година наваму забележа значителен пораст, така што од 197 милиони литри во 2005 година се зголеми на 361 милион литри во 2016, односно 390 милиони литри во 2020 година. Порастот се должи на зголеменото производство по грло, мозна крава, пред се, тоа е една од главните причини. Производството на овчото млеко е намалено од 56,5 на 40 милиони литри во 2020 во споредба со 2015 година. И тоа е пред се резултат на намалениот број на грла во наведениот период, како и намаленото производство и по грла. Производството на месо
во 2020 година е намалено за 4,6% во односно на 2016 година, одделно по категории. Имаме намалување ке говедското за 19,5%, овчето за 18%, ке живинското месо за 22%. Раст е забележан само ке свинското месо и тоа за 21%. Млекарството, млечната индустрија, исто како мелничарството и винарството се клучните подсектори во агроиндустријата со потенцијал за развој. Зашто бизнис секторот има концепирано и предлог мерки кои изминатиот период беа доставувани до надлежните институции. Но изминатата година кулминира проблемите во сите 4 сектори што покажа дека е потребно интервентно решавање на одредени суштински проблеми за да се зачува сточниот фонд, лебното жито и лозарството како стратешка суровинска база, па дури потоа да може да се размислува и за стимулативни мерки кои ќе донесат до негов раст. Што се однесува до производството на млеко, следејќи анализата на факторите кои доведуваат до вакви зостови, се наметува потреба од интервенции во примарното производство со воведување на стандарди со кои се детерминираат основните услови за одгледување на добиток, генерални правила за хигиена во примарното производство, како и ревидирање на започнување со спроведување на системот на плаќање на суровото млеко врз основа на квалитетот. Две работи се приоритетни во овој сектор, тоа е воспоставување рамнотежа помеѓу откупната цена на млекото и квалитетот на истото, затоа што веќе долга низа години се зборува дека квалитетот е лош, поради што ние не можеме да конкурираме нити на она што е увезено, ниту пак можеме да извезуваме во Европската унија. И второ, субвенциониран трансфер на мозната стока од мали кон поголеми фарми со цел да се дојде до пренасочување на сите мозни крави кај поголемите и професионални фармери. Што се однесува до месната индустрија, со мерките кои ги донесе владата изминатите 3,5 години, дојде до подобрување на ситуацијата, практично компаниите се вратива назад на домашниот пазар. За жал се уште не сме во можност да излезуваме поради забраната која се уште стои од страна на Европската унија, дури не можеме ни трансферираме производи поради истата забрана, меѓутоа резултатите многу се подобри благодарение на мерката. Компаниите се вратија назад и стиснава добар дел од странските производи на домашниот пазар, меѓутоа мерката престанува на 31 октомври. Практично се поставува прашањето што понатаму, веќе немаме право да се носи оваа мерка. Месната индустрија достави барање, но се уште немаме одговор за донесување на една трајна мерка, практично привремената да се преточи во една трајна мерка со што би се решил проблемот и во оваа индустрија. Во делот на житата, нашата земја е нето увозник на жито, односно не ги задоволува домашните потреби ниту со лебно жито, ниту со други видови кои што се користат за добиточна храна. Од тука особено важно е за нас да се искористат до максимум условите за зголемување на производството, пресек е пченицата, која има најголемо учество во купната продукција на жита, а за која даваме високи средства за увоз. Нејзиното производство е релативно нестабилно изминатите години, доста е нестандардна, со стара технологија, бидејќи приносите се под 4 тона по хектар, што е показател за лошите сорти кои се користат и како семенски материјал. Зголемувањето на продукцијата на житата може да се оствари ако се активира погодниот дел за жита од необработените ораници, како и да се воведат нови технологии и сорти повисоки за принос, да се субвенционира според класи и произведена и предадена пшеница на домашни мелничари. Практично она што беше барање од мелничката индустрија во изминатите неколку години, но за жал и тука не добивме одговор, беше да се изнеде начин за дополнително субвенционирање домашните земјоделци или производителите на пшеница по продаден килограм и предадена кај лиценциран откупувач по класи на квалитет, како и целосно се спроведе контрола на пуштање во промет на брашното од увоз, односно придржување кон постоечкиот правилник за квалитет на брашно. Во 2020 година извозот на земјоделски производи бележи благ раст од некои 15%. Извезовме производи во вредност од 620 милиони американски долари, наспроти 540 милиони во 2016, додека пак увозот во 2020 година од 830 милиони американски долари е зголемен за 20% во однос на 2016. Не мора да напомене
Да напоменеме дека дефицитот во надворешно трговската размена кај агроиндустријскиот сектор главно произлегува од трговскиот дефицит кај производите за храна, додека истиот се облажува со суфицитот кај пиелоците и кај тутунот. Домашните компании од преработувачката индустрија се соочуваат истовремено и со зголемување на цените на суровините, но и на електричната енергија, газ. На фермерите основните производни трошоци им се зголемени за 70 до 80%, поскапени се фолиите и, како што кажавме, енергенсите. Од 10 до 11% се зголемени директните трошоци во млечната индустрија, а од друга страна и фермерите притискаат. Слична е ситуацијата, како што веќе напоменавме, и во месната индустрија. Сите се залагаат за плаќање по квалитет, но за сега ваквата трансформација, за жал, оди споро. Се наметна потребата од интервенција на државата во делот на субвенции, но да има крајен ефект, сметаат компаниите. Наместо на производителите, истите треба да се дават на преработувачите, но тоа да биде контролирано. Суровините на мелничарите драстично поскапеа. Се најавува веќе некој време и поскапување на левот. Во изминатите неколку години беа остварени повеќе средби и доставени низ забарања до надлежните институции, беа понудени од страна на индустријата и одредени решенија, но за жал без целосни резултати. Целата прехранбена индустрија бара од владата да се помогне за да може да функционира, а и потрошувачите да бидат заштитени. Во Албанија, например, во соседството, владата ги субвенционираше извозниците на земјоделски производи, па затоа и денес домашниот пазар е преплавен со земјоделски производи од соседството. Цената на енергенсите, како што помнавме, е исто така голем проблем за преработувачката индустрија. Компаниите се уште имаат стари договори, но сега со новите истата се зголемена за дури 3 пати. Прашање е како ова да се надомести, освен преку крајниот потрошувач, што неминовно ќе доведе до инфлација. Проблем е и работната сила. Компаниите се соочуваат со недостаток од квалификувани работници. Во Србија и Унгарија состојбата оваа година е лоша, што се однесува до производството на житарици и генерално суровина. Во Војводина житвата доцни, суровината е лоша, а и тука се кинеските компании кои вршат откуп, па како резултат на сето ова се очекуваат високи цени кај житарките. Се наметува потреба од субвенционирање на транспортот како еден вид државна помош, еве една можност која ние предлагаме, а кој сега изнесуваат од 23 до 28 евра по тон, и тоа пред се кај увозниците, значи да се воведе ова субвенционирање на транспорт, увозниците на зрнести култури. Крајно време е за вертикална интеграција, сметаат представниците од домашната индустрија. Компаниите заедно со трговците ќе мора да креираат една заедничка ценовна политика. Проблем не е само цената и понудата на домашен пазар, туку и квалитетот. Потребно е да се разговара и со примарните производители, трговците, транспортерите. Поради одливот на возачи од државата, проблем со кој се соочуваат сите компании, ќе мора да се ангажираат веќе и логистички компании, нешто што е подолго време пракса и во светот. Ако суровините поскапеа и до 40%, се извинам, се очекува поскапување на крајните производи да биде од 40 до 50%, а тука секако треба да се додаде и новата цена на енергенсите. Поради сето ова, смета домашната прехранбена индустрија, крајно време е за една итна средба, и тоа со замени премиерот во владата задолжен за економски прашања, и тоа во проширен состав, со цел изнаоѓање решение за облажување на последиците од ценовниот шок со суровините во овој сектор. Тоа е практично заклучокот од минатонеделниот состанок на земјоделско-прехранбениот сектор, и тоа е апелот што го упатуваат компаниите од комората до надлежните институции. Од мене сега за сега толку, повелете ви стоиме на располагање с прашање. Повелете да имате прашање. Како гледате на односно сите поединечни да сите поединечни механизми за житела сите индустрии да се имаат определени пари во някакви ставени негде до 30, но мораш искам да заклучам дека или не е окупудено, или едноставно не е одговорено, останува на тоа. Како гледате на овој дел дека може да се заклучи дека едноставно се нема шкуд за некој пари, зашто се проблемуваат може одавна, особено во овие нови технологии кои се постојано ги говориме за да покажеме вложување по
повеќе проучување одредено жителниците факултирате. Дали да вашите барања едноставно или едноставно нема слух од таа страна или сака да дојдеме до. Значи, ќе ви дадам одговор јас, ќе ви даде и колегата. Да. Гоце Трајчев е, предпоставам веќе го знаете, председател на групација за производство на месо и преработки на месо. Но еве ќе ви одговорам јас на кратко. Значи, прво, проблем со кој веќе подолго време се соочуваат компаниите е следниот. Примерното производство, односно суровините се во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а преработките производи се во економија. Што значи ние наместо на еден фронт да ги решаваме проблемите, мораме на два. Често пати, ако од едната страна имаме слух, од другата немаме. Секој од нив си има свој пристап, веројатно што понекој пат можеби го разбираме, можеби не, но за жал на нашите укажувања едната страна, ако даде негативен одговор, веќе имаме проблем. И тогаш тешко веќе можеме да ги избуткаме работите до крај за да имаме целосно позитивно решение. А се разбира, тука мора да имате во обзир и Министерството за финансии, кое мора да даде мислење за нашите барања, тамо се анализираат барањата од друг аспект, финансиите често пати они немаат разбирање и тешко е да се избуткаат работите. Инаку што се однесува до технологиите и оно што веќе го набројавте, комората и во годината пред пандемијата имаше две големи конференции меѓународни, а и на самиот почеток на пандемијата, кога уште беше во почетна фаза, баш во тој период одржавме трета конференција, ние укажавме на што се сметаме дека треба да биде иден развоен правец на агросекторот. Меѓу другото и технологиите, измена на начинот на субвенционирање, препознавање на заштитените ознаки, ги кажуваме, домашните производи, заштитените ознаки кои носат една екстра додадена вредност, така натаму и така натаму набројавме се од примарното производство, укажавме на климатските промени, дека ќе нас ќе се неминовно во наредниот период ќе дојде до промена на производството и тоа веќе се случува драстично. Имаме култури кои се тргат на страна, доаѓаат нови култури, намалени, зголемени приноси. Се тоа од комората беше укажано, но, кажувам за жал, некои работи не слушна во институциите, некои со затоцнување ги направива, некаде имаше позитивен одзив како што беше месната индустрија, меѓутоа се поставува прашањето што сега. Ковид, ова ситуација со ковидот во практично овој години и пол или колку веќе период, забрза некои работи, проблемите испливаа на површина и покажа во која настока треба да идеме. Ова што сега се случува поскапувањето, тоа се случува на светско ниво. Набројавме. Лоша година, ковидот, недостаток на работна сила, сето тоа придонесе, значи да нема суровина. Од друга страна, се отварат некои држави каде што побрзо доаѓа до закрепнување, како што е Кина, побарувачката за се огромна, цените пораснава, во регионот веќе се коригираат цените, следиме ние земјите од СЕФТА регионот, соседството Хрватска, Словенија, например, како наши најблиски во Европската унија, но и на светско ниво, така да неминовно е дека истиот процес не зафаќа и нас. Затоа е потребно што е можно час поскоро да се седне со владата, да се наоѓаат некои решенија да се ублажи ударот, а во исто време да се помогне на компаниите. Една од добрите мерки што за жал само еднаш мислам дека беше, ако Гоце може да ме коригира, тоа беа оние картичките купувам дом. Картичките купувам домашно. И во тој период кога они беа дадени, веднаш се осети едно разлежување на домашниот пазар. Меѓутоа тоа беше само еднаш. Потоа ние повторно активиравме оваа мерка, за жал не ни помина. И морам да кажам дека комората, анализирајќи ситуацијата во целиот овој период, ќе предложи до владата, веќе имаме еден предлог кој е во некоја готова фаза со подзаконски акти што би предложили со се, тоа е повторно да се активира купувањето на домашни производи. Тоа е нешто што би потекнало како иницијатива од комората, затоа што сметаме дека препознавањето на домашните производи, подигнувањето на квалитетот, оние што се подобри компании, значи да посветат повеќе внимание на заштитена географска одредница и сите тие ратамо, значи целта е да се препознае домашниот квалитет.
Затоа што сепак тоа е основна политика во Европската Унија секаде. Ако се обезбедите со домашна храна, квалитетно домашно производство и енергенци, вие сте на еден начин стабилна држава. Гоце повели. Да. Едно е да. Видите од климата. Океј, нели? Говорете. Едно е поддршката од институциите надлежните, друго е реализацијата на тие поддршки во реалност, во стварност. Покачување неминовно ќе има. Тоа не зависи од нас, тоа зависи од глобалните светски пазари. Меѓутоа, колкави ќе бидат тие покачувања, тука можеме да влијаеме. Ние на ова појава на покачување на цените укажувавме на минатите, уште од почетокот на годината, на неколку пресконференции и покачувањето на цените конкретно за месните преработки ќе биде од 5 до 10, можеби и 15%, колку што е покачувањето реално на глобалните светски пазари. Но може да биде до крајот на годината и до 30-40% поскапо, ако државата и владата продолжи да го игнорира, да ја игнорира поддршката за местните индустрии. Односно, од 20 до 30% е зафаќањето на царинските давачки за увозот на замрзнато свинско месо наменето за преработка. Како што спомна и Васко, од 2018 година се применува мерката за ослободување на царината на замрзнато свинско месо наменето за преработка. Тоа е во отприлика 50% од потребите на индустријата и таа мерка ги даде резултатите. Како што гледаме за целиот овој период, 18% расте домашното фармерско производство на свињи. Го намаливме за 28% увозот на готовите производи. Меѓутоа, таа мерка завршува овој месец. Го коригирам Васко, имаме одговор од Министерство за финансии, мерката, нашите предлози за претворање на оваа мерка во трајно законско решение за измена на законот за царинска тарифа е одбиен. Што понатаму? Ние овие случувања ќе мора да ги пренесеме на крајните потрошувачи. Така што мерките се на маса, некои се нови, некои се стари, меѓутоа од државата има работи кои што директно зависат од државата, колкави ќе бидат тие покачувања. Да, Може само маската, извадите, лошо не ве слушам. Рековте до крајот на годината, Да. драстични покачувања, ценовен шок. Колкави поскапувања може да очекуваат граѓаните на финалните нашите цени. Рековте 40 до 50% плюс тука да се калкулира и цената на енергија, која е 3 пати. Колкави ќе бидат реалните доравнувања на прехранбените основните прехранбени продукти, колку не има барем интервенција, а они се изјаснат дека ќе нема и чекаат да завршат. И се извинувам, има и од Мија дополнително во истата насока прашање, што е со цената на лебот и млекото. Во истата насока е прашањето со исто дополнување да не го повторуваме целото. Тоа би зависело од индустрија, сега не можам да зборам конкретно, зависи која компонента со колкав процент учествува во готовиот производ на индустријата. Ако земете дека електричната енергија учествува во индустријското производство 30-40%, а таа цена е за неколкукратно зголемена, тогаш пак процентот на покачување би просечен некој би бил над 20, секако меѓу 30 и 40%. Но повторно има тука удел и влијание и државата. Сите компании се на слободен пазар за снабдување со електрична енергија. Од лиценцирани компании, лиценци кои ги издава регулаторна комисија. Знаете дека сега има многу голем проблем, дел од тие снабдувачи ни ги откажуваат договорите. Проблемот е дополнителен што останатите добавувачи кои ги задржаа лиценците не даваат понуди.
И ние сега сме доведени да одиме на најскапата варијанта, а тоа е краен снабдувач. А крајниот снабдувач е берзата плюс 50%. Така да ситуацијата е сериозна и од таа страна. Електричната енергија на некој начин државата не заштити издавајќи лиценци на најверојатно компании кои што не би требало да добијат лиценца. И од тука ќе следи тој ценовен шок од цената на струјата ќе мора да се пренесе на готовиот производ. Секако. Па да, ако земете... Колку процент би се реализирал во малопражни? Кога би се земале сите параметри, ќе земете без да интерпретира владата, зашто би Тоа зависи од индустрија до индустрија. Еве за фармерското производство, 70% од цената на готовиот производ, на калкулацијата на готовиот производ е храната, учествува храната. Ако тој процент е зголемен за 20-30%, автоматски тој процент ќе се пренесе и на сите останати, и на свежото месо, и на месните преработки, и на готовиот производ, конечниот готов производ. А до сега колку беше постапувањето и имаме реално големи цени во продавници. Колку е во моментот повеќувањето на меѓу 5 и 10%, меѓутоа тој раст не го следи фактичкиот раст на глобалниот светски пазар. Кај нас тоа е задоцнето од најверојатно големината и јачината на малопродажните ланци. Ако немате други прашања, ви благодариме за присуството на пресконференцијата. Готово, тоа беше прашањето.